раните 90-ти години на минатиот век на некој начин беа во знак на еден неверојатен ентузијазам затоа што земјата стана независна. Ние што тогаш бевме млади, го завршувавме факултетот. Во тој период единствената институција за едукација од областта на моден дизајн беше Академијата за ликовни уметности или Факултетот за ликовни уметности, во која што студентите имаа можност веќе во третата година да одберат уште еден смер. Беше пракса на тој факултет по завршувањето на четвртата година да се прават годишни завршни ревии. И на некој начин би ја издвоил ревијата од 1992 година, кога ја завршив четврта година, затоа што коинцидираше со многу настани. Тогашната наша професорка Зорица Младеновиќ не праша дали ќе дозволиме како гостин да ни дојде еден млад, талентиран дизајнер кој допрва треба да оди во Париз да студира. Тој е Александар Ношпал и на некој начин направивме заедничка ревија во Македонскиот народен театар во фоајето. Јас се приклучив на тој настан, тоа беше 27 мај 1992 година. И јас бев поканет, односно се приклучив на тој настан на група од 4 студенти, кои што беа под менторство на професорката Зорица Тодорова Младеновиќ. Која што иако беше студентска ревија, на некој начин предизвика огромно внимание во јавноста, беше одлично покриена од медиумите и на некој начин може би исто така дури и предвиди идни случувања на македонската модна сцена. Затоа што за мене тоа е настан, а и период кога ние почнавме малку поинтензивно да зборуваме за постоењето на некој кој што се нарекува моден дизајнер. Значи, можам слободно да кажам дека Никола и јас заедно на некој начин настапивме на тој настан и тоа беше првиот настан од таков вид каде што се појавуваат современи млади македонски дизајнери. Кај нас најчесто луѓето кои што работеа моден дизајн беа на некој начин анонимни, работеа за големите текстилни фабрики или беа познати само во тесно професионалните кругови. Беше и период кога се уште не беше започната она транзиција која што ја минувавме со децении, така да тие текстилни фабрики понатаму функционира. Значи, пред тоа си постоела мода во Македонија. Во 80-тите години тоа како организирана мода постоеше. Имаше преку 60 фабрики и имаше организирано биро, креативно, со 3 креаторки. Тогаш се викаа креатори, сега се викаат дизајнери. Во времето на Југославија, можам слободно да кажам дека Македонија беше една од републиките со најразвиена текстилна индустрија и постоја доста фабрики кои што има сопствено производство на текстил, како Тетекс, Астибо, Отекс, Нончека Мишова, кожарата Гоце Делчев и други. За поинтензивното раѓање на македонската модна сцена ќе треба да причекаме да дојдат доцните 90-ти и новиот милениум, за да веќе ги имаме дизајнерите кои подоцна се јавија како Ненад Секирарски, Никола Булевски Буле. А веќе кога почна да се развива и идејата за модна едукација, најнапред на неформално ниво, а подоцна и како формално образование во рамки на приватните институции и универзитети, веќе дојде и новата генерација на модни дизајнери. Појавата на индивидуалните дизајнери, школувани дизајнери и напорите на оние кои што сакаат да се представат како дизајнери, искристализира една ситуација каде што почнавме да имаме индивидуални модни ревии и можеби во целата таа слика најзначајно беше што
се појавија професии пропратни кои што без кои модна сцена всушност и не може да постои. Професии кои што на некој начин гравитираат околу модниот дизајн. Во тој транзиционен период на некој начин луѓето кои што беа ентузијасти или имаа некакво искуство стана и модни новинари или стана и модни кореографи или стана и стилисти. Така да еден период кој што беше навистина, мислам дека беше идеален во Македонија да се започне модата, една нова приказна во модата и нели да почнеме да работиме на она што еве денеска веќе го имаме како 30 годишно нели искуство или 30 годишна патека нели во модата. После осамостојување на Македонија, кога голем дел од брендовите кои што нешто значеле во границите на бивша Југославија, едноставно замреа. Сите тие домашни фабрики кои што беа во тој момент гиганти, Најстакнати од тие 60-тина фабрики кои што постоја секако беа магнати како Астибо и Тетекс. И колку што ми е мене познато, таму се почнуваше од основната материја. Па се креираше, се дизајнираше ткајнината, па се креираше, па се работеше, па се шиеше, па се извезуваше. Па тоа беше некој период, јаколку што вака се сеќам, беше период на транзиција и тие големи фабрики, текстилни компании се испозатворија. сите се посветија на лон работа, односно ја продаваа само работната рака. Никој не го продаваше својот ум и својот дизајн. Така да, мислам дека најголемата грешка во тоа време беше дека ајде ние да не размислуваме на ништо, па некој странец ќе дојде, ќе ни ја изџвака цела работа, ќе ни даде материјал, ќе ни даде модел, а ние само ќе работиме и ќе извезуваме. И така едноставно замреа многу брендови. 1998 година веќе се случи една многу битна работа. Тогашниот саем на мода, Модест, кој што беше во едно многу битен настан нели за следењето на модата во Македонија. Каде што не само македонски модни дизајнери, туку дизајнери од целиот Балкан доаѓале, ги представувале своите колекции, биле оценувани врз основа на жири кое што било составено од професионалци од модната индустрија. Кој што денеска за жал веќе не постои и понатака. Прв пат ме повика, нели, бидејќи ме запозна веќе преку моето изложување преку Тетекс како моден дизајнер, ме повика со цел да направи за прв пат презентација на македонските модни дизајнери. Не поканија како дипломци на Модест прв пат. Нас, значи, од Ликовна академија и уште неколку колеги, млади дизајнери кои што туку што беа завршиле студии во странство. Прв пат беше таков настан организиран на Модест. Сметам дека е многу значаен затоа што прв пат се покажа на Модест нешто ново, нова енергија, поавангардни парчиња. Така да 90-тите години беше период од една страна на некој младечки ентузијазам и вриење и можеби себе пронаоѓање. Меѓутоа не беа многубројни играчите од аспект на индивидуални модни дизајнери. Затоа што не дека немавме предходно се нарекува модни креатори, меѓутоа немавме индивидуални имиња кои што можевме да ги репрезентираме како такви. Ова беше момент кога навистина авторски дизајнерски имиња почнаа да циркулираат на македонската модна сцена. Се сеќавам кога јас ја почнав мојата кариера, имаше многу непознатици што е работата на модниот дизајнер, дали е тоа цртачот, дали е тоа кројачот, зошто се оди на кај моден дизајнер и така натаму. Меѓутоа и постоеше и доста стереотипно гледање на модниот дизајн по себе, затоа што многумина смета дека модата најчесто е еквивалент на црвениот тепих, на вечерната тоалета и така натаму. Значи, од радарот на таа перцепција за тоа што е моден дизајн и што треба да понуди, доста тесно се глеdaa работите и некако во новиот милениум
се израдував дека веќе дефинитивно луѓето по широката јавност се запозна со тоа што е работата на модниот дизајнер, меѓутоа се навикна на идејата на разновидност, како постоењето на различни модни професии пропратни кои што без кои модна сцена всушност и не може да постои. Така да имаме тука всушност нели фризери, шминкери, она што претходно не постоеше. Па имавме појавата на првите модни новирари, можам да кажам дека со појавата на таа моја модна емисија фактички првпат се спомна нешто што се нарекува моден новинар. Потоа се приклуча и некои други мои колеги. Па почна да се зборува и за нешто што е дизајн фактички. Сега за тоа време као дизајнер имаше една, да речам, голема плејада кои се појавија у тој период на квалитетни дизајнери кои некои од нив траат и ден денеска, од типот на Александар Ношпал, од типот на Никола Евтимов, од типот на Никола Булевски, Буле и имаше уште многу, не се сеќавам, меѓутоа они многу работеа тој период. 95-та година, негде дека веќе навистина почна да се отвараат нови можности, се оформија маркетинг агенции, а и сепак се појавија нашите први модни дизајнери. И би можела да го кажам како еден значаен период за македонската мода. Јас многу убаво се сеќавам на првата ревија на Лидија Георгиева, на првата ревија на Александар Ношпал, и навистина бе воодушевена од нивниот талент. Се отворија многу битни модни куќи. Тоа беше модната куќа Систина, која што мислам дека направи еден голем, како да кажам, чекор со своите кампањи и со како моден бренд се наметна како автентичен македонски прв моден бренд, благодарение на Олга Костовска, и тука се појавија двајца многу познати наши битни креатори кои што ќе остават голем печат понатака во модата. Тоа беше Нена Цекирарски и Даниела Симоновска. Почетокот на 99-та година бев поканет од господја Олга Костовска да се основа модната куќа Систина. Голема среќа и голем успех за мене лично беше што сум дел од тој тим, затоа што таа модна куќа воспостави стандарди за тоа како треба да изгледа една модна ревија, како да се презентира еден моден бренд и на кој начин тој моден бренд да се продава на локалниот пазар и да биде успешен, бидејќи бутикот што постоеше на модната куќа успешно ги продаваше своите колекции од колекција во колекција. Вториот моден бренд кој што се создаде е брендот Кара, кој што ја превзема палката од поранишниот Тетекс и создаде еден бренд од комерцијален од типот на тогашните Зара, Манго и така натака, односно отвори своји бутици по регионот, не само во Македонија, туку во регионот, и ангажираше исто дизајнери, каде што ќе се издвојат Христина Деспотовска, колешката Јана Манева Чувовска како почетник и Росица Мршич, кој што ја почува својата кариера во таа модна куќа, и Бури Муслију и Бобан Илиевски. Значи, јас за Париз заминав прво во свој аранжман, негде беше 86-87, не се сеќам, и беше прилично сериозна авантура за тоа време. Се уште беше Југославија и овакво бев прва. Немаше, значи предизвикот беше што јас немав пример кој што можам да го следам, за разлика од новиве генерации кои што сепак има, знаеш, имав печаток дека има тука некоја џунгла што јас треба да ја расчистам. Иако морам да кажам дека мојата професорка
Зорица исто така е француски студент, па сепак успеа на некој начин да ми помогне, а исто така имав и од дома финансиска помош, така беше почетокот. Но потоа, значи официјално 87 или 8, не знам, добив стипендија од француската влада на југословенско ниво. Јас бев тоаш последен југословенски стипендист и фактички студира во државна школа во Париз, единственото државна школа. Значи таму од 900 кандидати примаат 40 и бев единствен странец. И сега за тоа школа, јас бев тотално марсовец, ништо не знаеја за Југославија, но сепак од кога освоив европска награда за тоа школа, почна малку другчие да гледаат на мене и веднаш добив и предлози за работа, понуди за работа и почнав многу брзо да работам. Париз беше едно прекрасно искуство, 4 години, кое што ме формираше како човек, како професионалец и кој што ми овозможи да навистина да навлезам во техниките на високата мода, посебно на високата мода, бидејќи јас ја завршив таа специјализација на висока мода и моделирање и моден дизајн. И на некој начин ми ги отвори вратите и на професионалната работа во високата мода. Во еден период јас работев за познатата модна куќа Мадам Гре, која што постоеше во тој период, за жал веќе не постои. И бев главен асистент, прв асистент на тогашниот дизајнер Фредерик Моленак. И меѓутоа од одредени причини, кои што беа што финансиски, што од лична причина, се вратив веќе 96-та година, решив да се вратам и да го продолжам својот професионален пат во Македонија, при тоа пренесувајќи го сето тоа што сум го научил во Франција, да го имплементирам и да го покажам тука на овие простори. Работам на малце специфичен начин, значи малце можеби потежок избрав некој начин за работа, затоа што во сезона правам најмалце по 2 колекции. Напоредно создавам колекција која што е со уникатни парчиња, комплексна дизајнерски, а напоредно со тоа создавам и една по-кежуал колекција, затоа што едноставно тоа го бара пазарот. Моите почетоци се во 1993 со првата ревија што ја имав за модното студио Клик во Белград. После ревијата и сето тоа што се случуваше во бекстејдж, значи бев сигурен дека токму тоа е мојата работа и мојата професија. Клучниот момент за мојот влез во модата е ревијата на Ивана Куцева во, мислам дека беше 2000 година или 2001. Се работеше за незината колекција за линијата Вирус. Бев повекан таму да помагам бекстејдж на незината ревија која што беше организирана од Марио Липша во Александар Палас, едно прилично сериозен и грандиозен евент, кој што тогаш ме насочи и дефинитивно ми кажа дека ќе останам да работам во креативниот свет. Завршив мода, модни студии во Романија и мастер на истиот факултет. После тоа бев 2 години асистент на мојот ментор, што за мене Унда Поп е еден од подобрите дизајнери во Романија. После тоа се вратив тука и го отворив брендот Маригуча. Лично, значи, своите почетоци професионални во модниот свет ги започнав пред неполни 5 години, иако цел живот бев многу заинтересиран за модата и модата представува всушност мојата најголема пасија и љубов. Се уште работам на мојот бренд, иако можам да кажам дека веќе имам оставено некој свој печат, некој свој белег. Пак, професионално мојот почеток како бренд започнава во 2015 година со мојата прва самостојна авторска колекција која што ја представив на Моден викенд Скопје. И од тогаш па до ден денес се трудам да останам доследен на тоа што сум. Поривот за создавање и љубопитноста одат рака под рака, па така што од најмлада возраст ја чувствував потребата и драйвот за создавање и визуелно претворање на идеи.
По моето враќање од студии во Македонија, најголем предизвик беше да се направи промена и влијае на помалку стојаната локална модна атмосфера и да се создаде бренд кој ќе носи свежи, космополитски и современи идеи. Почетоците на македонската модна сцена за мене беа доста скромни на почеток. Беа и тешки на моменти, нели како секој моден бренд, што се не само моден бренд, туку бренд што се почнува од нула. Меѓутоа, мислам дека имав и доста среќа да ги запознам правите луѓе на правото место и на правото време. Имав среќа да бидам истрена во тоа што го работам и нели истрена на своите сонови, така да некако комбинацијата на тие неколку нешта ме направи да бидам тоа што сум денес. Првото представување ми беше во 2010 година, кога завршив и дипломирав на Академија Италијана. Се представив со модна инсталација на Моден викенд Скопје. Тоа беше прва и единствена експериментална колекција што имам направено со имплементирање на LED диоди во колекцијата. Од таа колекција некако веќе фатив правец на правење на ready to wear облека, односно нослива облека. И до ден денес веќе сум фокусирана на правење на тој тип на облека. Веднаш после моето враќање во 1996 година јас го отворив своето ателје или прво ателје во Скопје. Почнав да работам sur mesure, што го викаат французите, односно по нарачка, како што тоа го правев и нели во Франција. И сите на некој начин се обидовме да ја презентираме помалку или повеќе земјата на потекло од каде што доаѓаме. Јас, на пример, ја презентирав со рачно плетени колекции и со филигран. И исто така и со комбинација од филигран и рачно плетени колекции. Тоа сепак беа луксозни парчиња кои што се продаваа, значи, во Париз на 4-5 продажни места, во Лондон, во Њу Йорк, во Италија на 2-3 места, во Јапонија, значи каде што имаше убави продавници за независни брендови, но се продава исто така и паралелно, на пример имаш, не знам, Марк Джейкобс, Гучи, Лидија Георгиева, Прада и така натаму. 97-та година се врати во Скопје и тука се почетоците каде што заедно со моите колеги, значи почнувавме да градиме нешто што е име на моден дизајнер и да ја едуцираме публиката во смисла да прават разлика меѓу тоа што е моден дизајнер, што е кројач, што е моделар, што е костимограф. Долги години требаше ова да се изгради, но ете, после сите тие години успеваме да дефинираме и мислам дека луѓето точно знаат која ќе се обрата на некој која е работата. 97-8 година веќе сум јас влезен во театарот, значи паралелно работев многу костимографии, балети за театар и така натака. Така да обемот на работа беше енормно голем. Јас го отворив моето ателје во 2008 година и на почетокот ми беше најбитно да направам одличен дизајнерски производ, да биде квалитетно изработен, квалитетен материјал и да имам простор за продажба каде што ќе можам да им го понудам тоа на моите клиенти, да можат да биде повидлив. Со самите почетоци на моите студии во Словенија се повеќе црпев инспирација од нашата традиција и култура. Архитектурата исто така го привлече моето внимание и многу често инспирација во моите колекции. Поврзувањето на модерното и традиционалното ми беа голем предизвик од самите почетоци. Од почетокот мојот бренд го поставивме како бизнес модел кој што ќе работи на производ, кој што ќе се продава кај нас и во странство, што беше многу тешко, особено ако го разгледаме периодот кога ние го почнувавме, тоа беше 2009-2010 година. Во поново време со доаѓањето на социјалните медиуми и со отварањето на демократизирањето на модата, мислам дека е многу полесно да се лансира бренд кој што ќе биде како бизнес модел поставен директно кон консументот и дека е многу полесно да се направи некаков пробив, односно некако да се привлече вниманието на интернационалните потрошувачи и клиенти. Брендот постои повеќе од 10 години.
како бренд името Маригуча, кој доаѓа од мојата прабаба и на влашки што значи Дева Марија, со тоа што и мојот прв перформанс кога се вратив во Македонија беше именуван по Маригуча. Последната колекција која што ја спремав и која што ја презентирав на нашата публика беше пред неполни 2 години и ревијата беше во Даут Пашинамам. Се состоеше од 25 лука, односно од 60 и нешто парчиња. Беше колекција на која што работев околу 1 година. Од тогаш па се до сега сум задоволен и благодарен што постојано има интерес за парчињата кои беа дел од таа колекција. Значи, почнав со свој собствен бренд и тоа траеше долги години, голема низа на колекции, на реви, представувања, значи како во Македонија, така и во странство, најмногу во Белград, но исто така Приштина, Сараево, Тирана, Сицилија, Берлин и представување 2 пати на Париската модна недела со своји колекции во мултибренд изложбени салони. Моето работно искуство во македонската индустрија во комбинација со предавачкото искуство ми ја даде потребната храброст да започнам собствена линија, моден бренд кој веќе 12 години активно работи на македонската интернационалната сцена. Создавањето и развојот на Русица Мршит брендот значеше долготрајна посветеност, визија, упорност, соверба во производот, да се биде храбар и иновативен на мал пазар и постојано да се работи на развој и унапредување на брендот. Може би најкарактеристично за мојот бренд е тоа дека како сликар користам многу сликарски елементи во изработката на креациите, рачно ги досликувам и тоа со годините стана на некој начин мој заштитен знак. Во тој период ќе одвојам работата со Каролина Гочева, незините настапи на многу фестивали на Будва, Сунчене скали и така натака. Работата со Тоше Проевски, златното бинго ќе го напоменам со Игор Џамбазов, Искра Џамбазова, која што беше настан кој што се случуваше во Универзалната сала и за секој настап се шиеше нова гардероба, значи буквално можам да кажам дека во тој период бевме користени од самата, нели, од развојот на целосната сцена и музичка и нели и естрадна, да кажам секаква сцена во Македонија не користеше да можеме да создаваме, нели, да создаваме мода и да се презентираме. Комуникативната мок на модата, значи не модата само како нешто што ние го облекуваме, модниот производ, го носиме на себе и така натаму, туку и како медиум за испраќање на одредени пораки и тоа од најсуптилни преку атмосфера, боја, текстура и така натаму, па се до директни вербални пораки. Така да тој комуникативен дел честопати и со иронија, со хумор бил дел од мојата работа, понатаму она што можеби исто така на некој начин ме прави горд е идејата дека со мојата работа покажав дека не треба на модата премногу унифицирано да гледаме, дека сепак постојат различни модни категории и дека ништо во модната индустрија не е за подценување. Подеднаква важност има и скапата ексклузивна облека и дизајнирањето на долна облека. Значи имав еден обратен момент од тоа што би се очекувало во мојата кариера. Фактички еден тригер се случи 2010 кога Мадона купи мој дизајн во август. И тогаш уствари се очекуваше јас да експлодирам на начин на кој што експлодира сите други од кои што купила Мадона. Но кај мене се случи обратниот момент, сватив дека јас сум фактички таму поради тоа што сакав да научам многу и сакав да направам неколку ревии во Париз и сакав да кажам тоа што имав да го кажам и сватив дека амбициите кои што ги имав ми беа остварени и почна да ми недостасува приватен живот, односно малку поквалитетен живот од тоа лудило и тој немилосреден календар кој што владее кога си дел од независната сцена во Париз.
Но исто така и сакав да работам малце, значи не можеш да работиш рачно плетени работи, филиграни и да имаш една истражувачка лабораторија, која што е мојот пристап личен во модата, а да експлодираш. Тие две работи заедно не одат. Така што сега сум баш во последниве неколку години во една ретко луксузна фаза, која што морам да кажам, малку дизајнери може да си ја дозволат, а тоа е slow fashion. Предизвик беше да се создаде бренд кој ќе работи по принципите на одржлива мода, ќе создава мали лимитирани модни колекции со минимум импакт кон животната средина и ќе создава безвременски висококвалитетни модни парчиња облека. И посебно сум горда што за сите овие години успеав да ја задржам, развијам и негувам естетиката на брендот, да бидам меѓу првите дизајнери кои потикна и направија разни соработки со домашната индустрија, со други дизајнери и артизани, да бидам локално и интернационално наградувана модна етикета и да бидам присутна низ многу концептуални продавници, шоуруми и модни платформи низ целиот свет. Пред 5 години се преселив на Бали, тука почнав да работам како консултант и за развој и за изработка на шаблони за K2Z, но исто така и за многу други брендови. Во моментов работам и на свој бренд. Од 2008 година, веќе по моето враќање од Лондон, започнав една нова приказна и мислам дека го зачинив модниот сегмент на еден нов начин со моето присуство во едукацијата во модата. Тогаш се појавија познатите приватни универзитети, Европскиот фонд, Универзитетот, Академија Италијана, кој што сите има сегмент на моден дизајн. Одвоено живее индустријата и дизајнерите. Тоа е главниот проблем во Македонија. И затоа фабриките работат само по лон систем, значи произведуваат за странски клиенти тоа што ќе им се каже, без употреба на нивниот креативен мозок или многу малку, а од друга страна имаш независни дизајнери кои што си работат во свој коше без поддршка од индустријата. И имаш многу слаба комуникација, затоа што едните мислат дека немаат потреба од другите. Додека не се создаде комуникација сериозна помеѓу тие два сектори кои што денеска живеат во паралелни светови, ние не можеме да зборуваме за сериозни локални брендови од поголеми размери секако. Јас се надевам на некои подобри времиња, меѓутоа повторно ќе кажам дека се е во свеста на нашите жени и девојки. Значи колку повеќе бидеме свесни дека треба да инвестираме во македонските брендови и да купуваме од нив, тогаш мислам дека со тоа и ќе ги поддржиме да постојат, да опстојат и да напредуваат едноставно. Например, со Надица, кога свативме дека е созреано времето да се отвори една модна агенција, нас ни беше агендата или правецот да откриваме модели кои ќе ги пласираме надвор од границите на нашата земја. Тоа некако останавме и доследни на тоа, пошто во изминативе 20 години можам да кажам дека пласиравме повеќе од 15 или 20 модели, јас точно и не можам да се сетам на бројот. И можам со задоволство да кажам дека имаме од нашата агенција излезено многу успешни млади девојки, како што се, првата беше Мартина Павловска, Ана Додевска, Ана Калачовска, сега од нашата гордост се разбира Елена Трајановска или Елена Реи, Јована Нешовска, од помладите генерации се Ивана Манас и Андреј Пајмаковски. Тоа сега почнавме првично со изборите на Look Model Search, кои беа 2002, 2003, 2004, 2005 тој период. Така почнавме со соработка со Волфганг Шварц во тоа време и преку тие избори уствари ги откривавме нашите нови модели и после ги пласиравме во странство. Мојата модна приказна, ако може така да ја наречам, започнува со изборот во Македонија и во Варшава на Look Model Search, каде што го освоив првото место.
си реков ајде да пробам да бидам модел и да видам што тоа значи. Потоа потпишав договор со модната агенција Women, која е една од подобрите агенции во оваа индустрија. Воедно ми стана и матична агенција. Сум била дел од многу ревии, како што се Dolce & Gabbana, Gucci, Roberto Cavalli, Valentino, John Galliano, Dior, Ralph Lauren, Sonia Rykiel, Tommy Hilfiger, Hermes, Lanvin, навистина се многу. На секој модел сон му е барем еднаш да биде дел од модната библија, како што ја нарекуваме ние во овој бизнис, а тоа е Vogue. Сум снимала и за Elle, за Allure магазин, за Cosmopolitan, за Numero, за Dazed and Confused, за навистина многу. Модниот викенд сите и го почитуваме и го критикуваме. Имаше и доста мани и доста предности, но беше значаен како платформа бидејќи овозможи, пак ќе кажам, доста млади и нови имиња да гледаат, да учат и да се презентираат. Модес исчезна, немавме саеми на мода, ние се промовиравме, како што реков, преку некакви си музички фестивали, настани, нели, избори на убавина, нели, на модели. Меѓутоа, сега веќе младите модни дизајнери имаат можност да се презентираат, нели, на еден многу по-професионален начин, а тоа е, нели, на една манифестација која што ја заслужува еден моден центар, нели. Како веќе почнавме да го градиме Скопје како моден центар, односно Македонија како земја која што ќе промовира модата, тогаш, нели, требаше да постои еден професионален настан. Модниот викенд беше поврзан со појавата или можеби поинтензивната презентација и на некои имиња кои понатаму слободно можам да кажам дека стана и вистински брендови, како што е Вибрациони на Александра Митковска, која што за мене даде нова свежина на локалната сцена. Моден викенд, как единствен настан от овој тип во нашата земја, реализираше 23 сезона за последните 12 години. Од фотографски аспект, поврзувајќи со модните случувања во Македонија, се случија со појавата на модниот викенд во Македонија, кога почна да се прават сериозни реви, да се раѓаат нови модни имиња во Македонија. Па модниот викенд беше одличен момент и мене ми останаа као најуспешни и најдобри години од модниот викенд според организација, според учество на дизајнери, учесници и некако најдобри беа првите 3 години или 4 од 2010 до 2013-14. Тие беа модни викенди за паметење, бидејќи имаше премногу заинтересираност, дизајнери сакаа да ги покажат баш таму своите најнови колекции, имаше големо учество на македонски дизајнери и така да тоа беше навистина за пофалба. Одличен чекор и одличен момент што се случи баш тој период. Тоа што можам да го издвојам како значајно и важно во историјата на македонската сцена и мода, мислам дека се секако едукативните модни емисии кои што ги воделе низ годините Цаци Паковска, Стилисимо, Снежана Сани Богдановска, Меѓу човекот и сонот. Некои емисии, како емисијата на Сани, на Цаци Паковска, значи емисии за мода, кои што почнаа да третираат модата од некој друг аспект. Баш се интересира за младите дизајнери кои што се појавија во тој период. Надица Георгиева, мислам дека се тоа емисии кои што се важни за да гледателите, односно пошироката публика, има допир со модата и не само случувањата на нашата домашна сцена, туку и во една поширока рамка на едно глобално ниво. Целта на таа емисија е освен презентацијата, да кажам, на светските модни икони и промоција на нашите млади модни дизајнери, затоа што сметам дека
освен социјалните мрежи, тоа е единствениот начин каде што они би можеле да се промовираат и луѓето да дознаат за нив и за нивната работа. За мене голема улога играше и мојата модна емисија Стилисимо, која што се емитуваше 10 години на националниот канал. Прво почнав на еден телевизија, на Сител и на крај идев на националниот канал Македонска телевизија, секогаш во прайм тајм. Тоа беше една навистина гледана телевизија која што обработуваше светска, но и домашна модна сцена. Најклучните моменти се ревиите на факултетот за ликовна уметност, модест, отварање на модест за млади дизајнери и потоа Fashion Week-от. Модната недела по најново модните викенди во рамките на нашата земја. Тоа се настани кои што се должни за дизајнерите да ја искомуницираат својата работа и својата идеја со публиката и конзумерите на модата. Нешто што сметам дека е исто многу битно за целата модна сцена е отварањето на првите приватни модни училишта. Тука би издвоил, например, ревијата во рамките на модест Боите на Македонија, инспирирана од нашата традиција во која што учествува тогаш најбитните играчи на македонската модна сцена. И пак ја кажам, голема улога на македонската модна сцена играше македонската поп музика. Така да пеачките како Каролина, како Тамара, како Елена, секој имаше своја публика, секој со собствениот изграден или неизграден стил доминираше кај својата публика. Евровизија, иако не е типичен македонски, да кажам, настан, меѓутоа уште од мал се сеќавам дека Евровизија ми беше некоја си сцена кај што трпев инспирација. И дефинитивно во сеќавање ми има останато костимот на Ношпал, кој што го работеше за Каролина во 2002 година и да кажам, огромна среќа и чест ми беше што моите студии продолжија и баш Ношпал беше мој професор и ментор на факултетот. Така да кажам, тоа е еден од моментите кој што ми има останато во огромно сеќавање. Потоа би напоменал еден проект, исто календар, што јас сам го иструкав идејно. Тоа беше календар за потребите на еден ден. Во соработка со нашиот дизајнер Јован Петровски и Горан Сиџимовски. Направивме една феноменална комбинација на стари артефакти од Музеј на Македонија и ги стилизиравме, ги претворивме во модна облека. Едно нешто што би го издвоила како некој голем успех или гордост, да речам, една од ревиите на Fashion Week-от, тоа е ревијата Калаш Ангја, која што е инспирирана од книгата Калаш Ангја, моја омилена македонска книга, и од македонските револуционери и револуционерки. Мислам дека некаде 92 година во Хард Рок се одржа и првата ревија на Серге Варошлија. Ревија која што беше атипична за тогашните модни случувања, заради тоа што модните случувања во тоа време ги правеа големите гиганти југословенски, со пластични манекенки, што не викам дека беа лоши. Меѓутоа во времињата во кои што доаѓаа, ревиите почнаа да завземаат еден другачи вид на модно покажување, односно стана еден своевиден вид на перформанс, каде што дојде еден нов бран на манекенки. Кои после работеа и со мене како модели. Така да тие некои моменти ме врзуваат за тоа време. Исто така, мислам дека за мене се посебно интересни и модните едиторијали и фотосесии кои што изминативе 10-тина, можеби 15-тина години почна со поголем интензитет да се прават на нашите простори. Тоа е креативен процес преку кој што може да се изрази и дизајнерот, меѓутоа и во пошироки рамки целокупната модна индустрија, што значи тоа? Тоа значи и фотографии, и стилисти, и една тимска работа за презентирање на една генерална идеја. Зборуваме за можеби печатени медиуми од 98 до 2010. Некој тој период би го опфатил, бидејќи тогаш ги имаше у најголем број и сите има модни едиторијали, модни случувања околу тоа. Тогаш почнаа да се навистина онака професионално да се фотографираат правите модни едиторијали,
каде што нели си постои професионален фотограф, си постојат стилисти, луѓе кои се грижат околу тимот, модели, клиентот си ги бираше тогаш моделите според нели кој како му се допаѓа, каков модел му треба за таа колекција. Со појавувањето на весниците и тие фотосесии почна да се појавуваат и се повеќе и повеќе фотографи. Како се појавува повеќе фотографи, така имаше различни стилови. Секој фотограф си работеше со својот тим, нивниот тим представуваше еден или друг стил. Имаше еден наплив на печатени медиуми, каде што се и најдобра почва за израз на еден фотограф. Тоа беше едно убаво време каде што имаше, мислам дека ако сега да не претирувам, имаше повеќе од 12 списанија кои циркулираа во тој период. Ако треба да ги набројам медиумите, би започнал од форум кој беше лайф магазин, меѓутоа негуваше со неколку страни и мода. Вип Гала, Теа Модерна, Убавина и здравје, семеен магазин, магазинот Портрет, 1Е, се до магазинот 1Е, каде што имаше сериозен процват во мојата кариера. Голем пресврт и значаен момент во развојот на модната сцена е појавата на списанието 1Е, во кое што за прв пат се снима првите модни едиторијали, што до тогаш не беше случај. Имаше некакви покушаи во неколку наврати, меѓутоа за прв пат ова списание го промовираше начинот на изработка на моден едиторијал и тука се вклучив јас како стилист и нормално фотограф заедно со фотографот Дарко Мораитов и со уредничката, модната уредничка на списанието Катерина Трајановска. И тоа беше имаше квалитет, се работеше навистина прекрасно со цели тимови. И тогаш, како да речам, се подигна нивото на моделингот воопшто. Па да, веќе ако збориме од перспектива на 30 години, нели? Што и не е мал период, се особено во еден човечки живот, а за манекините времето е многу битна категорија. Навистина не можеме да го игнорираме фактот на еден Алек Наумовски, например, кој што дефинитивно е име кое што остави печат и мислам дека во тој машки дел на модели се уште никој го нема надминато. Што се однесува до жените, нели, Надица е име кое што апсолутно не смееме да го запоставиме. Катерина Ивановска, Елена Трајановска, Надица Георгиева, Мија Симоновска, Елена Реј, одлично, прекрасна девојка. Во еден контекст ја имам и како моја наследничка, всушност, најавено, Реј. Па добро, ја сепак би ја избрал Елена Реј. Елена Реј, Ивана Манас, Катерина Ивановска. Катерина Ивановска. Освен Елена Реј не би издвоил друг модел, затоа што не ни познавам, а Елена Реј е добро позната на македонската јавност, а не само кај нас, туку она е признаена и на светско ниво. Да речеме, кога Маја Сашак на своји 16 години победи на изборот за Орифлейм, јас бев таа која што шминкав. Еве, например, мене лично Мартина ми е една од фаворитите меѓу моделите. Кога зборувам за мои колеги, постари фотографи, би ги напомнал Боро Рудич, кој беше во тоа време вклучен во сериозни кампањи. Потоа Филип Кондовски, Магу, Цветиновски, ако не се лажам, со неколку познати календари. Сам старт и почнавме да сликаме и да фотографираме и да смислуваме заеднички идеи и фотосесии со многу дизајнери од почетоците на модниот викенд, со цела една таа генерација.
Сликавме, па да кажеме, сигурно 10 години со различни дизајнери. И драго ни е што заедно со нив успеавме да оставиме некаков печат на модната сцена во Македонија во тие 10-15 години колку што работиме заедно. Жарко Чулич, кој како едно ново свежо име одлично се промовира на македонската сцена. Дизајнери од кај нас кои што можам да ги издвојам дека спаѓаат во добри дизајнери се според мене Лудус, Никола Евтимов, Александра Митковска, која за жал веќе не работи во Македонија. Личностите кои според мене обележаат сцената самите почетоци се дизајнерите Александар Ношпал и Никола Евтимов. Ношпал, Factory Girl е една девојка млада која извади сега колекција и која е многу надежна. И Маригуча. Кај дел од младите дизајнери, тука повторно би ја спомнал Ирина Тошева, постои неверојатна свест дека ние како дизајнери немаме никаков поинаков извор, освен се повеќе да мислиме и на одржливата мода. И драго ми е дека тоа не е некое помодарство или некој привремен тренд кој што се зема само на површината, на фасадата, туку на вистина подразбира избори и автентичен животен стил. Така да, иднината на македонската мода во голем дел ја гледам и во таа насока, со поголема внимателност изборот на ткаенините, на материјалите, на начинот на кој што се произведува таа облека. Иднината на македонската мода дефинитивно ја гледам во одржливоста. Одржливоста на модата или sustainable fashion е нешто што се работи и се практикува, па речи се, и во целиот свет. И сметам дека навистина и ние како модни дизајнери и луѓе треба да работиме и да се стремиме кон тоа. Без разлика на убавото и префинетото, сепак треба да внимаваме и на заштитата на нашата планета Земја. Иднината на модата е во креативна меѓусекторска соработка. Нема иднина, се додека не се нагласи индивидуалниот подпис, не се истапиш како индивидуалец и препознатлив во целата таа дизајнерска приказна. Ќе се работи за индивидуални, кратки бизнес авантури на дизајнерите кои што ќе завршат прилично брзо, а меѓутоа ќе бидат многу успешни за краток период и ќе постојат секакви бизнес модели, ќе постои секаква мода, трендовите ќе се избришат и воопшто ќе биде сето тоа пласирано на многу различен начин до крајниот клиент. Иднината на македонската мода е насочување на одржливо, етичко и еколошко работење во текстилната и модната индустрија. Одржливата мода е трендно и голем проблем во целиот свет. Пандемијата го забрза ангажманот на модната индустрија со дигиталната технологија и приставот на одржливоста и градењето на одговорни бизнеси. Ова е можност за сите нас да ги приспитаме нашите вредности, да размислиме за отпадот, за потрошувачката и вишокот што веќе го имаме и дополнително го создаваме. Иднината на модата во Македонија, пред сега гледам во младите, бидејќи се многу флексибилни, имаат многу добри модерни идеи и едноставно не се срамат да го носат тоа што мислат дека им стои добро. Користат премногу бои и знаат да играат со фантазија, знаат онака буквално почнуваат да се раѓа модата на улиците во Македонија со младината. Иднината ја сметам на нешто што е многу битно, тоа е сите брендови, сите модни студија, не само во Македонија, туку целосно во светот веќе да се фокусираат на одржлива мода, да се фокусираат на работење со одржливи техники и да пробаат да направат еден продукт кој што ќе биде sustainable, кој што ќе внимава на начинот на кој што е изработен, ќе се грижи за луѓето кои што ја прават таа облека. Сметам дека многу е битно и ние дизајнерите да почнеме малку повеќе да си веруваме еден на друг, да почнеме да се поврзуваме и да правиме некоја, да се потрудиме да направиме некоја платформа која што
ќе ни помогне на самите нам и со работата, и со комуникацијата, и да успееме некако таа модна сцена да ја направиме стабилна. На Експо 30. На Експо 30. На Експо 30. На Експо 30. На Експо 30 ќе прикажам колекцијата за есен-зима 21-22. Досегашната женственост, монохроматски израз, функционалност и елегантност што е препознатлива за Јована Филиповиќ брендот. Овој пат ќе биде дополнета со креативниот израз на моја драга колешка Ајбуке Баркчин. Заедно студиравме на мастерот во Италија и некако тоа пријателство мораше да си даде свој продукт, така да се случи оваа колекција. Ќе ми биде драго да ја представам баш на Експо, затоа што мислам дека е еден нов тип на соработка, првенствено само за мене и на сцената модна во Македонија. На Експо 30 ќе биде прикажана последната колекција на Лудо за есен-зима. Се работи за четвртото поглавје од колекциите кои што го носат истиот наслов, постродовост. Се работи за безродова колекција, каде што се уште лично јас како автор на тие колекции разработувам идејата за што значи да се живее во свет, односно општество, каде што не постои родот, односно родовите улоги се избришани. Ќе се представам со колекција која што ќе го има заштитниот печат и белег на брендот Занов. Колекција која што е спој на минатото, сегашноста и иднината, непознатото. Колекција која што ќе ги содржи сите значајни детали, кроеви, линии, бои кои што го отсликуваат мојот бренд. Ќе се представам со модна ревија, која е темата која работам деконструктивизам. И мислам дека овој пат ќе бидам по така малку затворена. Slow fashion. Многу slow. Ќе има и архивски, например, имам еден дизајн кој што го печатев во Париз на пред 10 години, може би 15, и не го пипнав. И сега му дојде време да го завршам. Толку slow. Ќе представам мојата последна Dreamy Passage колекција, која е 25-та колекција по ред и представува пријатно, сонливо патување низ нова, мека и пастелна естетика на дизајнерката со поопуштен, но внимателно конструиран изглед. Модата и архитектурата трпат промени, реагираат, се приспособуваат и ја докажуваат својата еластичност. Колекција во која е нагласена одржливоста за нечиството и естетиката. Практични, современи парчиња, што го рефлектираат времето во кое живееме, бидејќи на тој начин предметот за облека е многу повеќе од само парче облека. Тоа е објект со приказна во себе. Парчиња од колекцијата и скалите се преплет на дизајн кои трансформираат перцепцијата на просторот. Уникатен процес во кој уште еднаш се потврдува дека новата ера на луксус значи да се биде општествено и еколошки одговорен. На Експо 30 ќе се представам со колекцијата лични деклинации и емотивни цитати. Ќе се обидам да допрам дел од нештата што дизајнерски ме возбудува во изминатите речиси 3 децении, а планирам да вметнам и неколку архивски парчиња облека. Ќе се представам со колекција која што е инспирирана токму од мојата работа, од моето искуство во модата овие 30 години веќе. На нов начин склопени работи од мои цртажи уште од средно училиште, од креации кои што сум ги правила, меѓутоа представени на сосема нов начин и со нов концепт. Кажавме све, вајда. Толку од муабетот.